Покрај магистралниот пат Кочани-Штип, како и покрај многу други патишта кои минуваат низ оризовите полиња, може да се забележи дека пожетвата на оризовата култура сламата остана во нивите. Каква опасност представува таа ако се запали од поединци, излишно е да се зборува, бидејќи искуствата од претходните години сведочат за мали еколошки катастрофи од намерно предизвиканите пожари. Жетвата на оризовата култура во Кочанско заврши целосно. Меѓутоа, откако беше собран народот од овогодишната реколта, сламата како секундарна суровина остана во полињата. Недостасува, предпоставам, само една искра за да се запали, ако ќе се запали една нива, тогаш горат цели полиња. Токму затоа, веројатно е неопходно да се сугерира кај земјоделските производители што побрзо да ја соберат сламата од нивите, за да не дојде до запалување и до загадување на животната околина и до уништување на повеќе други многу значајни компоненти, како што е хумусот, уништување на животинскиот свет и се разбира загадување на воздухот во Кочанската котлина. Тука и таму, по Кочанската котлина, веќе се регистрираат првите палења на страништата. Меѓутоа, масовните опожарувања на цели атари доправа може да уследат. Токму затоа неопходно е да сламата се собере пред врнежите од дожд или снег или пак доколку се остави за напролет, да се води строга контрола, поедини земјоделци да не започнат да ја палат. Проектот на Сдруженијето на жени земјоделки Агровинк, преку кој стручњаци по области укажуваа како се може да се искористи сламата, но и за сите штетни последици од нејзиното палење, би требало да ја подигне свеста за овој проблем, за конечно во регионот да профункционираат добри агро и екополитики.